надпревар на нашиот национален тим во годинашнава сезона. Две средби одигравме против Кина на гостувањето, едно реми, еден пораз од 0-1. Јас овладавме на 18 февруари овде на градскиот стадион Босна и Херцеговина со 1-0. Значи во трите настапи една победа, едно реми, еден пораз. Инаку, откако Каратларовски повтор, па дојде за селектор на нашата репрезентација, во 7 средби има 2 победи, 3 реми, 2 пораза, па посакуваме победа на градскиот стадион во Скопје против репрезентацијата на Украина, со која првиот меч го имавме на 11 октомври минатата година во Киев. Тогаш беше 0-0. Да веруваме дека сега ќе има голови на овој надпревар на градскиот стадион. Помалку ќе бидат интонирани химните на двете репрезентации. Почитувани љубители на фудбалот, а сега да ги поздравиме химните на двете држави. И официјалниот спикер го најавува интонирањето на химните на Украина и на Македонија. На нејзината држава на Украина. А сега нашата химна. А сега што ни останува друго, сем да им посакаме успех на нашите момчиња во овој дуел со репрезентацијата на Украина. На фудбалскиот сојуз и капитените на поранешниот селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, господин Андон Дончевски, ќе му подарат дрес и топки до потписи од тим во сите играчи. шампионатот на Украина Шахтар, кој е на чело со 45 бодови,
Има овде само еден фудбалер, тоа е Анатолий Тимошчук, кој настапува со бројот 4. Овде игра со број 13 Јачеслав Чечер од екипата на Металур, која е петта со 29 бодови. Го споменувам него од проста причина што е клубски другар на нашиот Ѓузелов, кој поради повреда не можеше да им се приклучи на репрезентативците. Средбата ќе ја води Милан Караджич од Србија и Црна, помошници ќе му бидат Зоран Чупич и Милош Радуловиќ, четврти судија е нашиот интернационалец Сашо Лазаревски. Фудбалска топка со потписи од сите долу мала свеченост, првиот селектор на нашиот национален тим Антон Дончевски, кој живее во Австралија, дојде пред известно време овде и се ракува со репрезентативците, им посакува успех. Беше и на завчерашната пресконференција. Дончо добива фудбалска топка за спомен од репрезентативците. Тој стартуваше со нашиот состав во јули 93-та година и беше селектор до 95-та. Потоа замина за Австралија. Фотографија за спомен за популарниот Дончо, за една од нашите фудбалски легенди. Дончевски долги години го носеше дресот на Вардар и одигра преку 300 надпревари во првата лига на порадеса Југославија. Играше и во Турција, шеташе на секаде во светот, сега е во Австралија, да биде поблиску до неговата ќерка и зетот кои живеат пак во Нов Зеланд. Ги видовте капитените Шакири и Шевченко. Во првото полувреме од десно кон лево ќе напаѓаат фудбалерите на Украина. Едноминутно молчење за починатиот, трагично починатиот претседател на нашата држава Борис Трајковски. Слава му! Ова е прв надпревар на нашата репрезентација, откако председателот Трајковски го загуби животот, инаку постојано беше тука на трибината со репрезентативците, им даваше поддршка, честопати знаеше да се појави во соблекувалната. Сојузник ќе им биде ветерот во првото полувреме на украинците и тие ќе го имаат и почетниот удар. Во овој момент судијата Караджич ќе даде знак за почеток на пријателската меѓудржавна возвратна средба меѓу Македонија и Украина и почеток на надпреварот. Во жолти дресови украинците, во црвена боја традиционална со жолти броеви нашата репрезентација. Симоненко. Стартуваше Седловски, сега да видиме Шакери, капитенот. Ја загуби оваа топка од Тимошчук, со број 2 Симоненко. Оди на Шакери, а одзеде оваа топка. Тимошчук. За Тимошчук кажав на почетокот, единствен фудбалер од лидерот во првенството на Украина, Шахтар, што игра во првата постава против Македонија во овој дуел. Стојановски смирено на спротивната страна кон Ставревски. Стартуваше Величе Шумуликовски, топката заврши во аут. Шумуликовски игра за Зенит во Русија, во руското првенство. Имаше повреда, паузираше полека, но сигурно се враќа на теренот. Добра интервенција на нашата петка Игор Митревски, фудбалер на Спартак од Москва. И Игор и Александар Митревски, едниот со број 5, другиот со број 7 во првата постава на нашиот национален тим. Со број 10 Назаренко оди да го изведе првиот
корнер за репрезентацијата на Украина. Треба да се внимава сега на украинците, може да бидат многу незгодни од вакви прекини. Расчистува Ставревски, беше на висинското место, продолжува нападот на украинците, Назаренков. И имаше офсайд, сигнализираше Милан Радуловиќ од спортивната страна, двајца фудбалери на украинската репрезентација во недозволена позиција. Еден од двајцата беше опасниот Андриј Шевченко, кој игра со број 7, звездата на Милан и на европскиот и на светскиот фудбал. Шакири, Шумуликовски, еве го Митревски, ова е Александар. Се бори за простор, за позиција. Проигрување со Стојановски, сега Крстев, со број 17 Јанчевски на десната позиција во нападот. Во позиција на десно крило би рекол. Со број 13 Чечер, Савревски. Олег Блохин по трет пат го води составот на Украина. Дебитираше против Македонија минатата година 0-0, оној меч одигран во Киев. Потоа имаше уште едно реми на гостувањето во Либија 1-1. Значи победа легендарниот Блохин со украинскиот состав до сега нема. Очекуваме така да биде и по овој дуел на градскиот стадион во Скопје. Тимошчук до Савревски, Савревски нафрла, ја прифаќа топката мирно Симоненко, фудбалерот со број 2 и веднаш една паралела, да видиме сега како ќе заврши ова, со аут, за аут се избори Руслан Ротан, фудбалер на Днипро. Приоѓа Ротан, но не успеа да се избори за оваа топка, таа завршува во аут, аутот ќе го изведе Милан Стојановски, фудбалерот на Партизан. Цврст играч, безкомпромисен. Шумуликовски добро мислеше, но не стигна топката до Драганчо Димитровски. Димитровски е единствениот фудбалер меѓу 11 мината во нашиот состав што настапува во домашното првенство. Фиксираше Митревски, но далеку беше топката од Назаренко, сепак тоа ќе биде аут. Ќе го изведе Хусев, фудбалер на Динамо од Киев. Доаѓа сега да го изведе аутот еден нов играч, Парфионов, Дмитрий Парфионов. Хусев. Пресилно и сега Петар Милошевски ќе дегажира. Петар Милошевски брани за Малатија Спор во турскиот шампионат. Ова е негов 37 настап за сениорската репрезентација, има 29 години. Дегажман на Милошевски, токму кај центарот падна топката, Митревски. Ова беше најдоброто решение. Одбраната на Македонија добро функционира за сега, четворката е во линија, ги покрива противничките фудбалери, најблиску до Шевченко е искусниот Гоце Седловски, фудбалер на Загребски Динамо. Игор Митревски, Седловски, десно е Стојановски, проигрување повторно до Митревски, Савревски до Шумуликовски, Шумуликовски може да го проигра Шакири, таму беше и Димитровски, не успеа да ја префрли топката до Шакири, пресече Симоненко. Претходно и Русол добро интервенираше. Јанчевски, дали ќе се избори за аут. Игор Јанчевски настапува за Вартекс, ова е негов 11-ти настав во сениорската репрезентација. Митревски, фудбалер на Грасхопер. Стојановски, одлично проигрување. Да видиме сега
Убава финта на Крстев, се ослободи, центрираше ништо. Шакири чекаше топка таму во петерецот на Шовковски, но не стигна топката до него. Навреме реагираше Тимошчук, а таму беше и Русов, постојано. Се обиде сега Ставревски, меѓутоа прекинате нападот Хусев. Добра комбинација, Ставревски, и тоа ќе биде корнер за Македонија. Живост во гледалиштето, повеќе од 10.000, сега можеби 13.000 љубители на фудбалот. Полна е јужната трибина, северната исто така, па и лево и десно зад головите коректно исполнети трибини. Артим Шакири, капитенот на нашата репрезентација, го игра 59-тиот надпревар, го изведува корнерот. Добро беше ова, меѓутоа Седловски малку не достигаше да го иззеради Шовковски. Сета. Имав добра акција, Крстев потоа шутираше, ќе видиме уште еднаш како изгледаше сето ова. Седловски од тешка позиција шутираше, Шовковски за малку ќе беше изненаден. Миле Крстев се најде во позиција, но ништо. Втор корнер за Македонија, повторно Шакири. Расправија таму Стојановски и Русол и сега подаваат рака, ама пак се расправаат нешто. Стојановски сака да оди кон петерецот, овој не му дозволува. Тимошчук, Ставревски, сега шути за малку, сета. Стативата сојузник на Шовковски, Стојановски шутираше, ќе го видиме тоа уште еднаш, како да почувствува тојот и е дојден мигот кога може сериозно да го загрози голот, затоа се бореше за позиција таму, дојде во позиција, шутираше и во 10-та минута ја бележиме најубавата шанса за Македонија. Стативата сојузник на Шовковски. Штета, можеше да поведиме. Но играме добро на почетокот, поорганизирано од украинците. Украинците некако повлечени, резервирани на почетокот. Русол не успеа, ја загуби оваа топка. Миле Крстев, фудбалерот на Гронинге, добро проигрување. Јанчевски задоци, но добро е. Десетката на гостите на Заренко ја изфрли топката во трет корнер за Македонија. Од оваа страна кога се изведува корнер, Шакири може да бие и во голот. Симан тоа најубаво го почувствува во оној меч со Англија во Саутемптон. Шакири, 10-та минута, трет корнер за Македонија. Беше очигледно ти шутира во голот и Тимошчук во четврти корнер, повторно Шакири. Одлично беше ова, но Крстев со глава над голот. Добро е, стигнуваат аплаузи за нашите репрезентативци. Ги заслужија овие аплаузи до сега во првите 10 минути. Олександар Шовковски, 29 години има, 48 настап за репрезентацијата на Украина. До овој меч имаше минато 5061 минута во дресот на Украина. Русол, Назаренко, топката заврши во аут, Хусев ја изфрли, се враќа назад сега и да Хусев често му прави друштво во нападот на Шевченко. Назаренко кон Хусев по десната страна и тоа беше добра интервенција пожртвувана на Игор Митревски. Назаренко покажува дека може да биде опасен. Митревски покрај него, Александар се приклучи и Ставревски и тоа ќе биде корнер за Украина, втор.
Назаренко го изведува корнерот. Седловски добро изреагира. Тимочук повторно до Назаренко. Сега Александар Митревски. Оваа диагонала беше наменета за Шевченко, не стигна до него. Еве сега стигнува топката до опасниот Шевченко. Него прочита неговиот соиграч Ротан. И сега Јанчевски има шанса за напад, но не се снајде најдобро. Ротан. Фаулиран беше од Стојановски. Назаренко. Се изфрла десно Симоненко. Тоа ќе биде аут за Украина. Го изведе Парфионов. Вратена топка до Парфионов. Шевченко, Парфионов. Игор Митревски не изблокира, но Шевченко заврши со топката надвор од теренот и сега повторно топката ќе го припада на нашиот голман Петар Милошевски, кој треба да дегажира. Андри Шевченко го видовте, се враќа полека кон центарот на игралиштето. Тој од 1999 година по оние блескави партии во Киевски Динамо мина во Милан. Милан игра во четвртфиналет од Лигата на шампионите. Во првиот надпревар го совлада Депортиво со 4-1. Шевченко беше стрелец на вториот гол во 46-та минута. Тој гол како да ги врати во игра и во живот миланезите, па така стигнаа потоа до сигурна победа. Русол, фудбалерот на Днипро. Симоненко. Повторно Русол. Десно е Чечер, не ја доби топката Чечер, таа стигнува до Стојановски. Сега Митревски. До другиот Митревски. Овој до Савревски. Сега како полека да профункционира средниот ред на украинците, па почесто е топката во нивните ножа. Тимошук. Парфионов. Шевченко. На левата страна Ротан, повторно Ротан со број 16. Симоненко. Шевченко очекуваше Ротан да стрча внатре кон 16-тникот. Шуболиковски. Одлична топка од Шуболиковски до Јанчевски. Изблокира Русол. Мина и 15-та минута на градскиот стадион во Скопје, Македонија, Украина без голови. Подсетување нашата млада репрезентација денеска попладне во Штип ја совлада Украина со 1-0 со голот на Гроздановски во 61-та минута. Митревски. До Александар Митревски, десно кон Јанчевски, тука е Симоненко пред него. Симоненко игра за Черноморец од Одеса. 6 Черноморец на табелата во моментов по 18 одиграни кола со 28 бодови. Стојановски. Савревски, Човковски брани. Интервенција на Милошевски. Седловски. Стојановски. Десно е Јанчевски. Добар потек на Јанчевски, го изфрли од игра Симоненко. Биле Крстев ја загуби топката. Тимочук назад до Симоненко.
Овој го бара Ротан. Топка за Милошевски. Играта како да се смирува. Рикун, Симоненко, Парфионов, Назаренко. Во недозволена позиција беше Хусев. Игор Митревски. Шакири, фудбалер на Вест Бромвич Албион. Савревски. Митревски во вториот обид се избори за оваа топка, го продолжува нападот, но не успеа да протрча покрај Симоненко. Ја освои топката Русола, сега напад на Тимошчук. И натаму Тимошчук до Назаренко, ја губи топката Шакири. Јанчевски. Митревски е слободен, таму на средината не добива топка, тој Јанчевски до Шакири, Шакири може да распали од оваа позиција. Доби употреблива топка од Јанчевски, но немаше солидна завршица, инаку знае од оваа позиција Шакири да бие многу попрецизно и поопасно. Артим Шакири, 30 години, 59 настап за Македонија, 13 голови има постигнато. Најефикасен наш репрезентативец е Христов со 17 голови. Штета што е повреден, инаку добро би дошол во овој состав. Шакири е втор по прецизно со 13 голови. Чирич има 8. Популарниот Чирич, кој настапува во втората Бундеслига, во Нирнберг. Аут за нашата репрезентација. Стојановски. Дали ќе го спречат, го спречуваат овој напад нашите репрезентативци и брзо стигнува топката до Шакири. Меѓутоа Русол излезе победник во овој дуел и сега Симоненко е фаулиран. Фаулираше Величе Шумуликовски. Настапуваше во Словенија, во Чешка, сега е во Русија, доби жолт картон за овој старт. Тоа е прв жолт картон на денешниот надпревар. Слободниот удар треба да го изведе Сергиј Симоненко. Втор надпревар за репрезентацијата на Украина. Се работи за млад фудбалер, 23 години има. Се бори за стандардно место во сениорскиот состав на својата земја. Седловски поуспешен во дуелот со Шевченко. Ротан блокираше Седловски, избоксува Милошевски. Единствено вака можеше да биде отстранета опасноста. Знаеше Милошевски дека ќе биде мощен ризично ако не реагира вака. Тука беше Шевченко и можеше се да се случи корнер сред за Украина. Седловски. Миле Крстев. Стојановски испади топката надворот, 60-тикот шанса за против напад. 3-3 сега
4-4, но прекината беше за момент играта и во недозволена позиција беше Миле Крстев. Од брзање се сгреши и топката е загубена. Доаѓаме до половината од првото полувреме. На градскиот стадион во Скопје, Македонија, Украина 0-0. Русол, Парфионов, повторно Русол, лево е Симоненко. Русол до Парфионов. Симоненко. Рикун, Шевченко. Не успеа да свири оваа топка Шевченко. Ја освои Александар Митревски, сега ја загуби. Тимошчук ја освои. Симоненко. Лево е Ротан. Десно беше Назаренко. Не стигна топката до него, таа дојде до Крстев, овој до Стојановски, Стојановски кон пеналтикот. Расчисти за момент. Русол, еве го повторно тој стартуваше, сега Тимошчук. Претходно имаше прекршок од Русол и судијата ја прекинува играта, фаулиран беше Игор Јанчевски. Ова е позиција од која што може Шакири да бие директно на голот на Шовковски. Поставува жив зид украинците, Тимошчук ќе мора да се врати назад. Судијата Караджич од Србија и Црна покажува каде треба да биде поставен зидот. Шакири. Дали ќе се изроди нешто од овој удар? Караджич бара да се повлечи уште малку наназад зидот на украинците. Шакири и право во зидот. Изблокира гостите. Ја освојува топката, Рикун ја освои. Не успеа да ја прифати Хусев и таа заврши во аут. Хусев со број 20, фудбалер на Киевски Динамо. Динамо е на второто место во шампионатот со 2 бода помалку од Шахтар. Митревски, Шакири, не чекаше, веднаш добро направи, но не ја прифати топката. Димитровски. Интервенција на Русол и Шакири дозволи топката за да заврши во петти корнер. Ова е негова страна. Да видиме сега како ќе го изведе корнер. Шакири во голот, но Шовковски беше на место, интервенираше. Во напад ќе биде нашата репрезентација, топката заврши во аут, во еден момент се доби печатот, таа имаше ефе како да заврши зад линијата. Аут за Шакири, ќе уфарли во 16-тникот, добро ги изведува аутите. До Савревски, Димитровски, Савревски и гол. 1-0. Води репрезентацијата на Македонија. Прекрасна акција, убав гол. Водство на Македонија против Украина. Радост на клупата, селекторот, тренерите, Стадојковиќ, Селеци, сите се тука. Голна радост за овој победот. Ќе го видиме уште еднаш. Одлично изведен аут. Тепловски беше тука, Димитровски ја префрли топката. Трча Савревски и постигна сличен гол како оној против Финска пред 2 години во оној пријателски меч во Прилеп. Савревски го постигнува третиот гол за репрезентацијата на Македонија во својот 35-ти настап. Игра за Дијарбакир од Турција. 25-та минута ни донесе радост, водство за репрезентацијата на Македонија. Мајсторски одигра нашите фудбалери во 16-тникот, беше матирана одбраната на Украина.
Задоволство и во гледалиштето. Преполна е и јужната и северната трибина. Пријатен амбиент, убава фудбалска слика на градскиот стадион. Шевченко во офсайд. Реагира на судијата, меѓутоа нема право, беше во недозволена позиција и тоа 2-3 метра внатре, зад Седловски и Радулович навреме го крена знаменското. Македонија води против Украина со голот на Ставревски во 25-та минута. Со две претходни асистенции од Седловски и Димитровски, Ставревски доби убава топка, ја следеше акцијата, навреме втрча и го совлада Шовковски. Ставревски, Шуболиковски, кон Јанчевски, Димитровски влезе во 16-тикот, Јанчевски ја загуби оваа топка, сакаше да дрибла таму за да стигне до 16-тикот, Тимошук му ја одзема топката. Крстев, Димитровски може да шутира. Беше блокиран од Симоненко. Симоненко добро се постави во решавачкиот момент. Ставревски, Тимошук, Александар Митревски кон Димитровски. Димитровски со глава го бараше Крстев. Расчисти Русол. Продолжува притисокот на нашата репрезентација, но не треба многу да се отвораме. Тројце играчи сега во одбраната, Седловски, Стојановски и Игор Митревски. Горан Ставревски се почесто по левата страна се отвора и се приклучува на нашиот напад. Стојановски. Јанчевски со финта сакаше да го избави Ротан, не успеа, овој беше сега фаулиран. Слободен удар за репрезентацијата на Украина. Уште 16 минути до крајот на првото полувреме, веројатно ќе има и мало продолжување. Шевченко, одлично одигра до Назаренко и добро затвори и Митревски и Милошевски го затвори аголот, па Назаренко не беше прецизен во оваа 29-та минута. Ова е четврти корнер за Украина. Милошевски одлично одбоксува. Ја расчисти опасноста во петерецот, навреме реагираше и не испани топката далеко од голот. Прекина играта. Не забележав кој фудбалер настрада, сега гледам дека е тоа Шакири. Шакири останува на зелениот тепих, нашиот капитен. Да веруваме дека не се работи за ништо посериозно, но според правилата ќе мора да биде изнесен надвор од теренот, а потоа доколку може, а веруваме дека ќе може, ќе се врати во игра. Добро играме, вака да продолжиме. Има во нашата игра идеја, има пожртвуваност, борбеност, се знае што се сака, добро функционира средниот ред, често се во позиција крилните играчи да нафрлат кон Димитровски, кон Крстев, се приклучува тамо Шакири и Александар Митревски од време на време. Парфионов, Рикун, Парфионов, аут за Украина. Рикун, Шевченко до Назаренко, но пред него е Петар Милошевски и брани.
Кариерата ја почна во Пелистер Милошевски. Беше стандарден во нашата млада репрезентација на времето. Тогаш бранеа уште Зекир и Јовчев. Тоа е таа генерација. Седловски, Савревски, Парфионов, Шуболиковски, десно го има Јанчевски, пред него Миле Крсев, не ја прифати Крсев топката, Назаренко, Тимошчук, Симоненко, пред него Шакири добро изреагира. Добра акција на нашата репрезентација и тоа ќе биде корнер. Шуболиковски шутираше, блокираше Тимошчук, топката заврши во корнер, сепак Андри Русол ја зафати топката и таа заврши во шести корнер за репрезентацијата на Македонија, која води со голот на Ставревски во 25-та минута со 1-0 против Украина. Шакири по шести пат изведува корнер. Димитровски, Стојановски, Седловски, Савревски се лоцирани во 60-никот. Аут, од истото место изведе аут Шакири кога го постигнавме единствениот гол. Повторно Шакири и повторно Седловски отиде на истата позиција, но не ја прифати овој пат топката. Назаренко до Ротан, овој до Шевченко. Игор Митревски играше со рака, имаше лизгачки старт. Кога падна над топката, ја зафати со рака, тоа го виде судијата Милан Караджич и еве го тој момент. Играта беше прекината. Ротан до Тимошчук. Рикун не ја прифати топката. Сега и Александар Митревски не одигра најдобро, но тука беше Јанчевски, спаси, сега Стојановски. Со број 6 Русол. До 13-ката Чечер. Чечер не го забележуваме многу. Русол е позабележителен од двајцата стопери во украинската репрезентација. Не успеа да проигра никого од своите соиграчи Шуболиковски. Назаренко. Многу незгоден фудбалер за чување. Подвижен, добро игра со топка. Стојановски го гледате, бескомпромисниот борец на теренот. Тимошчук најверојатно ќе нафарли, го бара Шевченко таму кај пеналтикот. Не го пронајде, Игор Митревски расчисти за момент. Си уфарли Парфионов. Ставревски навреме во аут. Но потоа со топката играше и Хусев, па аут за нашата репрезентација. Беше фаулиран во моментот на скокот Шакири. Фаулираше Парфионов, слободен удар за Македонија. Уште 8 минути до истекот на 45 минути во ова прво полувреме. Русол, Парфионов, Игор Митревски повторно на место, има одлична контрола на играта и контрола на движењето на Шевченко. Шевченко постојано во сендвич меѓу Седловски и Игор Митревски. Добро ја завршуваат задачата во одбраната нашите искусни фудбалери. Ставревски дозволи топката да заврши во аут. Шумоликовски не успеа. Тимошчук, Ротан, Тимошчук во улога на плеймейкер ги дистрибуира топките. Стојановски
Александар Митревски беше фаулиран во моментот кога требаше да мине покрај Тимошчук. Судијата Караджич ја прекинува играта. Времето тече, останува водството на Македонија 1-0, постигнато во 25-та минута, стрелец Ставревски. Димитровски, Ставревски, Стојановски, Седловски во 16-тникот. Шакири на втората статива, таму беше високиот Седловски, но не успеа да ја врати во игра топката, па таа заврши во гол-аут и сега напад на украинците. Кусев не можеше да биде покрај Ставревски. Кусев бара прекршо, Караджич одмавнува со рака, Миле Крстев го поведува нападот на нашата репрезентација, губи топката, сега Тимошчук. Чека да се приклучи уште некој негов соиграч напред. Шевченко беше опасно, затоа Седловски интервенираше, инаку можеше да ја препушти топката до Милошевски да стигне. Шевченко. Блокирано Седловски. Шакири постојана мета на противничките фудбалери. Еве го повторно го гледате. Беше фаулиран, играта беше прекината, слободен удар за Македонија, а се прави наивен Ротан. Тој сакаше да изведе аут место Стојановски. Парфионов. Дмитри Парфионов се обиде да го изненади од дистанца Петар Милошевски, но не беше прецизен. Видовте, топката мина над преската. Немаше потреба од интервенција на нашиот голман. Ставревски. Диагонала, но до Симоненко, овој до Русол. Чечер, Парфионов, Рикун, Тимошчук. Добро стартуваше Александар Митревски. Јанчевски се отвара по десната страна и ево недозволена позиција. Застана доколку добиеше топка, ќе беше офсайд. Требаше да внимава Јанчевски. Тимошчук, Парфионов. Кусев. Шакири пресече до Ставревски, овој го бара Димитровски, покрај него Чечер. Назаренко, Тимошчук, назад кон Русол. Парфионов. Уште 5 минути до истекот на првото полувреме. Назаренко. Јанчевски навреме интервенираше пред Ротан и ја исфрли топката во аут. Русол. Митревски не одигра најдобро овде. Го пронајде Назаренко. Симоненко. Стојановски. Го бараше Димитровски, го пронајде, сега Јанчевски. Не успеа Јанчевски да ја стопира со пета оваа топка и таа заврши во аут. Александар Митревски. Стојановски. Некако меко ја испуца топката и ја загуби. Шевченко. Веднаш до Хусев. Овој сакаше кон Шевченко повторно, но Игор Митревски беше тука. Сега Ставревски, Чуболиковски до Димитровски. Димитровски играше со рака. Тоа го забележа главниот судија Милан Караджич, ја прекина играта. Тимошчук со број 4.
35-ти надпревар за Украина, за Тимошук, има постигнато еден гол. Вчера наполни 25 години. Неизвестно е дали Шевченко ќе игра и во второто полувреме, а известно е барем според зборовите на Блохин дека во вториот дел ќе игра и Ребров. Седловски. Јанчевски. Миле Крстев. Аут за репрезентацијата на Украина, така покажува првиот помошник Зоран Чупич. Русол. Ставревски, Шакири, кон Димитровски, но тука беше и Рашчис и Чечер. Ставревски. Високо крената нога од Хусев, опасна игра и топка за македонската репрезентација. Се ближи крајот на првото полувреме, може да бидеме задоволни од играта на нашиот тим. Одбраната сврса, средниот ред добро се движеше. Во нападот Димитровски често се бореше за позиција. Добро се уфрла и одбранбените фудбалери, особено мислам на Ставревски, кој го постигна и единствениот гол до сега. Добро се уфрла во нападот. Хусев. Нема прекршок Шакири. Пред него Димитровски протрча. Шумоликовски не стигна. Назаренко. До судијата Караджич. Повторно Назаренко и Шумоликовски. Тимошук. Хусев. Шакири, Ставревски, кон Димитровски, Чечер расчистува повторно, Седловски, Назаренко, добра топка, Ротан, може да нафрли, тоа го прави, но не прецизно зад голот. Шевченко кај пеналтикот очекуваше топка, а на втората статива од десната страна втрча Хусев, но сето тоа беше залудно. 2 минути продолжение ќе има. Во овој момент мина 45-тата, го гледате нашиот интернационалец Сашо Лазаревски, покажува дека играта во ова прво полувреме ќе продолжи 2 минути. Имаше еден подолг прекин кога се жалеше на повреда Шакири. Инаку се играше коректно. Назаренко, Шумоликовски, убараше Јанчевски, но Русол стигнува до топката. Овој кон Шевченко, покрај него е Седловски, сега пред него Стојановски. Стојановски дали играше со лак тука, Шевченко остана да лежи на тревата, се фати за глава и се жали на повреда. Дали настрада некој зап на Шевченко. И еве тој во овој момент, без да го повика Блохин, ја напушта играта, тоа ги разочара гледачите. Еден нас од калиброт на Шевченко не треба вака да се однесува. Има стартови, фудбалот не е балет, па доби може би удар од Стојановски, но не требаше вака да изреагира. И Стојановски е надвор од теренот, гледате,
по се изгледа удри со лактот во вилицата, во забите на Шевченко. Продолжуваа со 10 фудбалери украинците, веројатно нема да уфарли играч до крајот од првото полувреме. Блохин, тоа ќе го стори нормално на почетокот од вториот дел. И во овој момент, крај на првото полувреме, аплаузи за нашите репрезентативци кои водат со 1-0 со голот на Ставрески во 25-та минута. Во првото полувреме, нашиот национален тим ја имаше иницијативата, беше доминантен и како резултат на тоа дојде и водството од 1-0. Украинците повремено се обидуваа да одат во напад, но нивните напади не беа организирани, па така немаше и некои опасности за голот на Милошевски, освен 2-3 шута, кои исто така не беа прецизни. Во еден момент имаше